ден, драги другарчиња! Денеска ќе зборуваме за тоа дека и животните имаат семејство, односно и животните имаат мајка. Па би сакала да ви раскажам една интересна приказна за патката лиса. Еден убав сончев ден. Времето што току се затопли. Дрвијата процвета, ливадите позеленеа. Се беше разбудено. Така се разбуди и патката лиса. И цел ден си седеше во своето гнездо. Снесуваше јајца. По некое време стана и ги гледаше своите јајца. Очекуваше во секој момент од нив да излезат нејзините мали пајчиња. И додека така ги гледаше, размислуваше каде да ги однесе откако ќе излезат. Тие полека почнаа да пукаат. Пук, пук, пук. Едно по едно. Излегоа 4 мали жолти пилиња. Ква, ква, ква! Извика радосно мајка Патка. Патката лиса гордо си ги зема со себе своите мали пајчиња и ги однесе во блиската бара да пливаат. Дали ви се подопадна, другарчиња, приказната? Сакам да ве прашам какво било времето. Така, сончево, браво. А каква боја биле пајчињата, дали некој знае? Така, жолти. Што мислите, каде ги однела мајка Патка пилињата? Така, во блиската бара. Може би знаете како пукале јајцата? Ајде заедно да кажеме. Пук, пук, пук. Така, браво. А мајката Патка како правела? Како се израдувала? Ква, ква, ква. Така, одлично, браво, другарчиња. Сега сакам да ви дадам една задача за дома. Да ги прашате вашите родители колку членови брои вашето семејство и да ги замолите да ви помогнат со вашето раче да нацртате една патка како оваа. Довидување, другарчиња!